Помина 2 години од мојот градоначалнички мандат и сакам да ги информирам граѓаните за поголемите проекти кои што ги реализираме во овој период. Фактите го потврдуваат нашето задоволство дека најголем дел од планираното го реализираме. Во 2018 година имавме реализација на буџетот од 85%, што е една од подобрите во последните години. Во третиот квартал од оваа година реализацијата изнесува 62%. Оваа ветува дека и годинава ќе имаме висок процент на реализација на буџетот на општина Струмица. Меѓу приоритетите на кои истовремено работевме беа децата од училишната возраст. Втора година поред обезбедивме бесплатни униформи за сите прводеленци. Училишен прибор за децата во социјален ризик. Здрав оброк за секое дете со што поттикнуваме здрави навики. Личен и образовен асистент за деца со попреченост. Со специјално возило обезбедивме превоз за учениците со попреченост со придружба од лиценциран асистент од нивните домови во училиштата. Се грижиме и за децата од предучилишна возраст. Секое новороденче добива еднократна финансиска помош. Решаваме повеќе годишен проблем со сместувачките капацитети за згрижување на децата од предучилишна возраст. Градинките во Куклиш и Муртино наскоро ќе бидат отворени за 86 деца. Со проширување во клон 2 ќе бидат згрижени уште 53 деца. Подпишавме договор и обезбедивме средства за изградба на нова градинка во старата касарна со капацитет за 310 деца. Ќе се адаптираат и нови простории за целодневен престој за децата. Отвараме повеќе наменски социјален центар за здружение на социјално ранливи групи во зградата на поранешната касарна. Во истата зграда отвараме и центар за останатите невладини организации. Ја подобривме и инфраструктурата. За 2 години се пробиени и тампонирани улици во должина од 4477 метри. Прв слој асфалт е ставен на улици во должина од 302 метри во индустријските зони. Втор слој асфалт е ставен на улиците со вкупна површина од 31.553 метри квадратни во градот и населеното место Добринци. Тротоари со бекатон плочки на површина од 4412 метри квадратни во градот. Извршено е и асфалтирање на површина од 13.947 метри квадратни во населените места Банско, Габрово, Раборци, Куклиш, Градско Балдовци, Велјуса, Водоча, Баница, Свидовица, Рич, Муртино, Попчево, Просениково, Костурино, Сачево и Добрејци. Тампонирани се полски патишта во должина од 6 км во атарите на населените места Дабиле, Муртино, Просениково и Добрејци. Подобрено е уличното осветлување во градот со поставување на вкупно 410 нови LED арматури. Со 47 нови метални столбови и нови LED арматури се осветли една од главните сообраќајници во градот, улицата Младинска, во должина од 1,7 км, со што значително се подобри видливоста, а со тоа и безбедноста во сообраќајот на оваа улица. Во градскиот парк е извршена замена на 96 канделабри со нови модерни LED осветлувачки тела. Подобрено е уличното осветлување и во населените места Куклиш, Добрејци, Сачево, Габрово и Свидовица. Работевме на дооформување и уредување на влезовите во градот и продолжуваме понатаму. Ги реконструиравме домовите на култура во Костурино, Дабиле, Просениково и Попчево. Изработено е и комплетно технички комплетирана документација со одобрење за градба на домовите на култура во Куклиш и Велјуса. Во завршна фаза е изведбата на канализационите системи во Дабиле и Просениково. Ја подобруваме водоводната и канализационата мрежа. Се чистеа одводни канали. Ја спроведуваме еко-кампањата за чиста Струмица. Бесплатно се поделени 8500 канти за отпад за домакинствата, а продолжуваме и понатаму затоа што нашата цел е секое домакинство да добие канта за отпад. Посадени се 600 садници на повеќе локации во градот. Спроведени се повеќе акции за чистење на дивите депонии, од кои се подигнати 2430 метри кубни отпад.
Ваквите акции ќе продолжат и понатаму. Го решаваме и проблемот со бездомните животни. Градежниот дел на стационарот за бездомни животни е целосно завршен. Набавена е опрема и возила. Во моментот се работи на подготовка на студија за менаџирање и одржливост на стационарот. Изготвивме стратегија и акцијски план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Ја прошируваме гасоводната мрежа. Со 100 евра во денарска противредност го субвенционираме приклучувањето на домакинството. Болницата и другите државни институции ќе се приклучат на мрежата. Обезбедивме прочистувачи на воздух во основните и средните училишта. Нафтата и дрвата ги заменуваме со газ. Со одлука на Советот ги стимулираме инвеститорите за градење објекти со зелени кровови и фасади со намалување на комуналните давачки за 8,5%. Во оваа прилика сакам да ги спомнам и следните проекти на кои веќе интензивно се работи. Реконструкција и уредување на поројот Крушевска република по целата негова должина од 3 километри со сообраќајници и партерно уредување. Уредување на поројот Свети Илија со 2 паралелни сообраќајници за кои е изготвен проект. Изградба на градска галерија во просторот под плоштадот познато како поранешен лајк. Проширување на градскиот парк зад Атеше Берово. Ке направиме и парк за домашни миленичиња. На половина од мандатот сме и не ги заборавивме и останатите ветени проекти. Работиме на нив, но и на приоритетите што заедно ги утврдувавме на средбите со граѓаните. Заедно ја градиме нашата Струмица.